Благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност. Овој закон за градење од денес добива ново име. Закон заштитен моќник. За кого, господине министер, го поднесувате овој закон? Закон за урбаната мафија на Социјалдемократскиот сојуз, која наголемо веќе во секоја општина цвета. Во секоја општина цвета. Закон за сите кои што од Социјалдемократскиот сојуз почнаа да се занимаваат со градежништво. Впрочем, СДСМ гледаме последнава година дена дека имале голем број на градежници. Господине министер, дали сте вие одбран да видите жртвеното јагне и дали сте спремен да се носите со ова што денес го предлагате? Почитувани колеги, најстрашно и најжално е што предлагач на ваков закон, односно предлагач на конкретно овој закон е господинот Сугарески, кој што во минатото, точно во оваа сала, од оваа говорница, беше најжестокиот критичар на закони, меѓутоа на закони кои што имаа точно јасни одредби, и денес е просто неверно или просто несватливо тој истиот Сугарески да го предлага на пратениците овој закон, да го предлага на своите довчерашни колеги овој криминален закон и да очекува од своите сопартијци или од коалиционите партнери да го гласаат точно овој закон. ВМРО ДПМН имавме поднесено неколку амандмани, од кои што беше прифатен само еден, и сакам да го споменам дури до што беа спремни да одат. Имено предлагаа директорот на градежен инспекторат да го представува и застапува. Замислете, ако може и директори и да застапуваат институции, градежниот инспекторат и да го застапува директорот, ама на нашите интервенции, еве овој амандман беше прифатен, и нели директор не може да застапува, народен правобранител има, фала Богу, во државава, и државен правобранител, се извинувам. И нашите најголеми забелешки се однесуваат на член 4 и член 10. И сега понатаму во моето излагање јас ќе се обидам да зборувам многу пластично. Почитувана јавност, со ова предлог законско решение кој што денес го имаме, се предвидува, ако некој е собственик на градежна парцела 90%, добива одобрение за градење. И комотно, истиот тој, кој што поседува само 90% од градежната парцела, може уште веднаш да започне со градење. Истиот тој, кој што ќе започне со градење, еве да речеме гради зграда, може уште веднаш да започне со продажба на становите. Во изградба, нели, така, министр? Да. Дел луѓе ќе си платат, да речеме, 70-80% за станот кој што е во изградба, со тоа што уште останатите 20 или 30% да ги добие, кога ќе добие клуч на рака. Истовремено, почитувани граѓани, со овој закон, министерот и ова владеачко мнозинство овозможува да истиот човек, тие 10% кои што му остануваат за да има 100% од парцелата, да ги докупи се до моментот додека добие решение за технички прием на зградата. Арно, ама 100% од становите кои што ги изградил во таа зграда веќе му се продадени. Што ако во тој период, додека ја изгради зградата, нема можност да ги докупи тие 10%? Зградава ја гради, години поминуваат, продадени се сите станови 100%, 10% од градежната парцела не ја докупува. Велите се работи за дворни места. Еве, конкретен пример ќе земам. Во детален урбанистички план, јас кај што живеам, ки знае кога на времето, предвидено стамбено домување.
тука влегува зад мојава куќа простор кај што имаме дворно место и тоа е тука во деталниот план предвидено да влезе во тие згради, да речам, кои што некој планирал некогаш да ги гради. Ние немаме намера да го планираме, да го продаваме тоа место. Нема. Наше е, од моето семејство и немам намера да го продавам. Да, ама Република Македонија, односно град Прилеп, предвидува тука да се градат згради. Ги продаваат тие згради, ги продаваат тие станови, како на луѓето ќе им се даде имотен лист. Или, не мора овој пример, друг пример на државно земјиште. Во моментов, со денационализација, вратено земјиште. Имаме поведено постапка, има човек поведено постапка, така? Во катастар. Затоа што во минатото бевме ние корисници на земјиштето, а од пред неколку години ние имаме право да си го купиме земјиштето. Меѓутоа на сите луѓе се уште не му е купено земјиштето. Има поведено постапка во катастар. Постапката не е завршена, а истовремено таму се гради зграда. Што ќе се случува ако во текот на изградбава излези дека друг човек тука има поднесено барање за купување на земјиштето? Господине Сугарески, кога ќе се изгради зградата, како ќе им се даде на луѓето имотен лист ако тој кој што инвестира не докупи 10%, па макар и од Република Македонија? Што ќе се случи ако не докупи уште 10% од земјиштето? Фиком 2 предвидувате? Кого штитите, министер? Кого штитите? Листот за пребележување во катастар не може да преде во имотен лист се додека објектот не добие технички прием. Точно така, да, така. Ако не ги докупи тие 10%, како на човеков ќе му даде кој што го купил станов од кај него имотен лист утре? Кажете ми, како ќе ги врати тие 80-70% за станов што го уплатил? Како ќе му ги врати назад кога по години не може да му даде имотен лист за станов? Како? Да, ние треба да мислиме, вие треба да мислите, вие сте власт. Кој да мисли ако не ние? Ние сме законодавен дом, носиме закони. Кој да мисли ако не ние? Кој ако не ние? Луѓе, да фрлувајте сите од места. Ало. Друго прашање. Од кај измисливте пак Почитате 90%, колешката оти не се зборува. 80%, оти не се 95%. Ве прашувам, за кого конкретно го носите овој закон? Конкретно го носите? И ќе се обелодени. Не, многу јасно е дека го носите конкретно законов. Почитувани колеги, почитувана јавност, ова е закон конкретно за криминал. Ова е закон за урбаната мафија. Еве, зборувавте и на Комисијата за транспорт и врски, што ќе се случи, зборуваме, еве и сега ми дофрлате од место, станува збор за земјиште на Република Македонија. Што ако тука има некој археолошки локалитет? Кажете тогаш како ќе ги докупи тој тие 10%? И како ќе бидат обештетени граѓаните кои што ги уплатиле становите? Почитувани граѓани, внимавајте ако го донесат овој закон, на кого уплаќате и што правите. Затоа што оваа власт носи закон, како што и на почетоков кажав, закон за фиком двојка, односно закон заштитен моќник. А заштитен моќник ќе се види за многу брзо кој и за кого точно се носи овој закон. Затоа што, господине Сугарески, долго време сме колеги, сме биле колеги и претходно во општина Прилеп и искрено не верувам дека вие се согласувате со овој закон, односно со ова предлог законско решение и сум убедена сум, дека сте добиле наредба да овозможите на врхушката, која што почна да се занимава со градежништво, да се отвори пат да ги ограбува граѓаните. Дали, министер Сугарески, вие сте тој избраниот од Заев да бидете жртвеното јагне? За кого го правите ова? За кого кариерата си ја ставате на коцка? И како утре ова 100% ќе се случи? Не знам дали еден или два примери ќе има, ќе извисат граѓани. Како на улица ќе ги погледнете тие граѓани во очи? Затоа што вие сте тој со име и презиме кој што е предлагач во име на владата на Социјалдемократскиот сојуз на овој закон. Вие, кој што во минатото бевте остар критичар, сега
сте друг човек. Вие одработувате денес за Господин некој. Дарин, Ви благодарам. Е заштитникот на аферата заштитен мојтник. министри,